Општина Карпош денеска го објавува јавниот повик до граѓаните на општина Карпош за изградба и реконструкција на постоешки кровови на колективните стамбени згради. Она што ќе го донира општина Карпош до заедниците на станарите е лимот, штрафовите, како и парната брана, а граѓаните ќе бидат должни, доколку се работи за нов кров, значи да обезбедат работната рака, кровната конструкција, како и да имаат проект кој што треба да биде со одобрение, нормално со градично одобрение од општина Карпош. Основните критериуми по кои што ќе се доделуваат овие средства, ќе има бодирање кој што ќе зависи од староста на зградата, ќе зависи од бројот на становите кој што ги има, односно бројот на жителите во една стамбена зграда, а доколку се работи за реконструкција на кровови, ќе се цени исто така оштетеноста на кровот и колку се оштетуваат становите на станарите кои што живеат на највисоките катови. Ова зграда која што денеска се наоѓаме на улица Никола Тесла е една од првите згради кои што со заеднички сили меѓу општина Карпош и заедницата на станари на оваа зграда ќе биде реконструиран кровот, ќе биде прва зграда, со тоа што за оваа зграда одобри и средства општина Карпош со одлука на Совет, тоа се средства некаде во висина околу 600.000 денари. Она што сакам посебно да го истакнам е иницијативата од заедницата на станари кои што дојдоа кај нас со веќе собрани средства и со барање на помош да во останатиот дел учествува локалната самоуправа, и сакам да истакнам како еден навистина позитивен пример на заедничка соработка меѓу заедницата на станарите и локалната самоуправа. Ние како заедница на сопственици на станови, како што каже и градоначалникот, изготвивме проектот помина низ општинските институции, каде што добивме одобрение за градба. Одобрението за градба е залепено во двата влеза, значи практично сите станари да видат, и на база на предмер пресметката од самиот проект е дојдено до сумата која е потребна да се реконструира кровот. И како заедница на станари, на сопственици на станови, собрано е околу 20.000 евра и практично разликата која ни недостасуваше, се обративме во писмена форма и благодарение на локалната самоуправа која ни излезе во пресред, како што каже градоначалникот, ќе се донираат во материјал за да може изведувачот кој веќе е добиен за нашата зграда да отпочне, се надеваме уште од понеделник, за да го реконструираме кровот кој патем не ни постоеше. Значи самата зграда е без кровна конструкција со породна тераса.